утро, ја следите утринската програма на Телма. Зошто хируршките сали на Клинички центар во Скопје се под клуч една седмица? Што се случува на Карил? Дали е зголемена смртноста на Државната клиника за кардиохирургија? Теми за разговор утрово да си кажеме со Ирена Мулачка, новинарка од Фокус. Ирена, добро утро, добре да ја во студиото. Добро утро, добро најдов. Ајде да почнеме со, бидејќи сте новинар што целата професионална кариера ги следи случувањата во здравството, што е најактуелно и најново во очекување на пресконференцијата закажана на министерот Демири за денеска на Пладне? Која е последната информација за случувањата на хируршките сали? Зошто не работат, не се оперираат пациенти, речи си 8 дена или една седмица? Една седмица, па веќе една недела не се оперираат, значи главната причина никој не ја кажува. Реално тоа што можеме да дознаеме е дека имало некои валда од компресори до цевки кои не функционираат како што треба и на тој начин создаваат проблем при операциите. Со тоа што, еве, да земеме како пример, кога беше ковид пандемијата, во тој период градската болница 8 септември, значи за целата ковид пандемија ги промени сите тие работи кои можат да предизвикаат и да дојдат до проблеми, односно да се намали бројот на операции. Меѓутоа, реално, скопските клиники, кои исто така беа дел од ковид пандемијата, повеќето од нив, мислам дека ништо не преземаа во тој однос. Всушност, клиники како што е клинички центри, уште 32 клиники на кои одат се слеваат најголемиот број на пациенти од Македонија, реално го достигнаа дното. Да се случи во клиники, хируршки клиники, од кои зградата се повеќе абдоменална, карил, торакална хирургија, да се прекине со операции. Еве, неколку пати ние проверивме во вечерните сати, се гледа дека и операционите сали се затворени, дека нема светло. Сега министерот би требало да објасни која е причината за тоа, меѓутоа мислам дека е нешто околу застарени канализации, компресори лоши, и дека тука е некаде и крахираше целата работа. Веројатно ВМРО-ДПМН јавно на пресконференција постави прашање дали се оперираат само итните пациенти. Имаше таква формулација во кома центарот и на Карил, и ако за нив може да има кислород, довод на кислород, зошто не може за останатите пациенти или затоа што добро, затоа што за итните пациенти, значи не може да ги остават итните пациенти. И денес тие операции што ги има пациентите што се итни, значи не смеат они да ги остават. Меѓутоа биле принудувани да потпишат на своја одговорност? Дали имате информација за тоа? Па да, мислам да. Дека на своја одговорност, затоа што ако итен пациент, пациентот нема избор. Значи, кај нас во Македонија нема избор, мора да биде опериран, му зависи животот од тоа и негова е на крај одговорноста. Опозицијската партија постави прашање дали можеби станува збор за бактерија која ги заразува оперираните, односно. Па добро, сега нормално која партија како е опозицијска, така другите се виновни. Сега реално да видиме што ќе каже министерот, мада познавајќи случувањата кај нас нели околу министрите и нивните изјави, претпоставувам дека ќе намали паниката кај граѓаните, дека тоа е и поентата на целиот прес, нема да биде нешто што конкретно ќе го каже. Мислам дека целта е само да се стиша топката, затоа што ептен нели отиде работата. Втората актуелна тема за која ќе зборуваме денеска и која всушност ја објави Фокус во најновиот број, чиј автор сте вие, е на кардиохирургија за 3 месеци починал, речи си, секој втор опериран пациент. Надпис со поента дека е зголемена смртноста таму. Имавте ли комуникација? Јас лично откако го видов надписот, се обратив кај министерот Демири. Телма праша, Демири рече, се уште не го видел извештајот од комисијата. Таков е официјалниот одговор и тоа беше последниот работен ден пред продолжениот празничен викенд. Денеска прво излегување на министерот, веројатно ќе биде можно е да биде прашан и за темава. Значи министерот извештајот го доби во петокот. Го доби? Го доби во петокот, значи. Првиот празничен ден, точно на празникот на Свети Кирил. Не, во четврток го доби. Не во петок, во четврток го доби извештајот. Може го немаше погледнато до 2 сата, но после го види. Мислам дека беше информиран од председателот. Да. Од председателот на комисијата. Значи јас за овој извештај знам месец време. Оставив простор како новинар да видам дали комисијата се 7 члена, формирана од Министерство за здравство, меѓу кои има 20 торакални хирурзи, значи експерти во својата област, правник, член од мој термин, значи од повеќе области се. Јас оставив простор доволно за додека стигне извештајот да не објавувам ништо. Нели пак да видиме од прилика. Меѓутоа,
кога се слушнав со министерот, неговото главниот одговор беше, значи јас сакам, викам, да ги видам бројките. Значи јас знам дека во извештајот има бројки. Па добро, смртноста е зголемена, ама сега па да креваме паника меѓу пациентите, па викам, вие не кривате паника, ние секој објавив. Ако вака се гледа, паниката е крената. Ама треба со позитивни оценки да одиме, викам, јас мислам дека нема потреба да одам со позитивна оценка за нешто што е негативно. Ајде вака, кој ја формирал комисијата? Министерот за здравство. Министерот за здравство. А сега не сака да се крева паника. А сега не сака да се крева паника. Па мислам дека значи, со тоа што ќе си оди сега, очигледно од вторник веќе в 28 мислам дека ќе во собрание станува пратеник. Ќе биде сменет сигурно и мислам дека не сака пред одење да има проблеми. А дека на државна кардиохирургија на секој можен чекор има проблеми, од нарушени меѓучовечки односи, па се до зголемената смртност, до пресметките меѓу поранешниот директор и сегашниот директор. Тоа дополнително влијае на работата на клиниката, така да луѓето таму, повеќето што работат, се под огромен страф и мобинг, реално во моментот. Работата тргна, односно таквите случувања тргна лани во јуни кога беше разрешен од претходниот министер за здравство. Да. Што вели Демири сега? Последен пат кога имавте комуникација и што вели за овој конкретен случај? Го чувте ли министерот откако го видел извештајот на комисијата? Што вели? Дека не може да го даде извештајот. На увид на јавност? Да. Зошто? Затоа што да не се крева паника. Дека не било нешто, не знам што. Дури ја доби ветување дека ќе го добиеме извештајот. Но потврдува дека е зголемена смртност? Па да, ама така. Незначително оди со некој, нели, не знам зашто сега да креаме паника во јавност. Ја бев, мислам, со ставот сакам да знам која е бројката. Внатре во извештајот има бројка на починати, пошто јас ги имам од мој термин пациентите. Јас се слушнав и со директорот, мислам директорот нормално дека послова наслов на ваката. Јас му кажав, јас ќе ви ги прочитам имињата, вие слободно во мој систем проверете ги. Еве јас ги имам пациентите кои се починати за 3 месеци. Вие ги имате со име и презиме? Со име и презиме ги имам. Мислам не беше коректно да ги објавувам, да ги потресувам семејствата на работа, мислам тоа, али ги имам со име и презиме. Ја немам проблем да идам и да седнеме по мој термин по системот да ги провериме имињата на пациентите. Отидам многу пострашни работи од тоа ја што го објавив. Што мислам дека тек ќе излезе. Министерот единствено збори на темата дека претходниот директор имал мобинг од актуелниот, тоа го јавно го збори, дека тоа го покажува извештајот, пошто една од точки, дека една од точките за која комисијата испитува, меѓу кои прва точка, втора е смртноста, е мобингот кој е вршен врз доктор Јовев. Од страна на актуелното од страна на Шокаровски. Да, дека он беше разрешен, мислам разрешен, не само што беше разрешен од директор, беше избркан од работа. Тоа никој не го знаеше, пошто доктор Јовев проба да се бори, на крај се повлече скроз. И никој немаше информација дека он е избркан. Јас случајно дознавам дека е избркан од работа и тогаш веќе почнува. Зашто е избркан, кои се причините, освен нели тепачката јавно што излезе тука по социјалните медиуми. Тогаш прашав која е причината и дека второстепена владина комисија него го враќа на работа, меѓутоа Шокаровски не ќе да го врати назад. Актуелниот директор. Така да министерот Демири со декрет го враќа на работа. А сега во моментот мислам дека иако е таму, не му се дозволува да оперира, дека едноставно вака шета по ходниците, дека може да прегледува пациенти, ама не си работи работата за, мислам, кардиохирургијата што му е примарна работа. Така да таму од нарушените меѓучовечки односи до смртноста, мислам дека е многу голем проблем на таа клиника во моментот. Илир Демири затекнува наследена состојба, претходникот негов, Фатме Меджити го разрешува Јовев и го назначува Шокаровски. Да. Потоа доаѓа смена таму, бидејќи алијанса за албанците се случува поделба, нели? Поделба, да. И доаѓа Шокаровски и во меѓувреме фокус доаѓа до податоци од мој термин за починати пациенти, за смртност. Меѓусебните односи помеѓу поранешниот и актуелниот директор можеби е прва точка или иницијација зошто актуелниот министер повикува комисија, меѓутоа за јавноста, за државата е помалку важно од зголемената смртност. Зголемената смртност, јасно. За кој период се однесуваат податоците? Од мој термин што ги со кој располагате вие? Јуни, август, октомври, тие 3 месеци се главни што јас ги имам од мој термин, што ми ги имаат изваден. Во тој период за 3 месеци 31 пациенти? Да, 31 се вкупно. Во јуни се 12 пациенти оперирани, од кои 6 починали. Во август
се исто 11 пациенти, 5 починуваат, толку оперирани, а во август се дури мислам 8 пациенти оперирани вкупно, 3 починуваат. Вие побаравте одговори од актуелниот директор, Да, Шокаровски, го чувте, него, да. тој ги негира. Да, дури дека 30% е зголемен обемот на работа, работа, дека смртноста не е зголемена. Да. Тоа беше првиот момент кога зборевме. Јас искрено побарав да се видиме и он му кажа, мислам дека знам за извештајот, ми рече, окей, кога ќе биде готов извештајот, тогаш можеме да коментираме. За сега тоа се само шпекулации. Еве сега е готов извештајот и мислам дека ни едниот ни другиот, јас им кажав дека слободно ќе отидам во било кое време на клиниката и сакам да имам увид во целиот извештај. Мислам тоа е јавен податок, не е ништо тајно. Увид во целиот извештај, сакам да ги знам бројките, што ги има во извештајот, пошто мене тоа ми е приоритетно со смртноста. Кои се причините за тоа? Претпоставувам комисијата месец време работи на тоа, сигурно знае кои се причините за зголемувањето на смртноста. И искрено не ми е јасно која е причината за да не се соопшти тоа во јавноста, со оглед на тоа што главниот мојбет е да не креваме паника. Питате, малце е нелогично министерот кој ја нарачува комисијата, односно нарачува истрага и праќа комисија, формира комисија. Да, сега да не го се обидува сподели. Па да, мислам дека може да каже дел од извештајот, ама не го кажува цел. И тоа кажува неколку реченици. Зошто? Што се случува во меѓувреме? Не знам. Еве јас тоа го прашав, сакам да ми објасните да не се креа паника. Тоа беше одговор, да. Зошто тогаш формирал комисија? Зошто? И па ја мислам дека главно комисијата беше формирана околу проблемите со доктор Јовев и дека има и таа комисија потоа и дека како втора точка беше уште во сам старт ставено тоа за смртноста на пациентите. Е сега отпосле беше мовето дека извештајот, реално јас што имам зборено, дека извештајот ќе биде промовиран јавно, пошто е јавен документ. Откако ќе заврши комисијата со него. Комисијата на министрот му го предаде во четврток извештајот. Претседателот на комисијата го предаде во четврток извештајот. И последниот мој мојбет со него, викам и јас кажав, мене не ми е јасно кога веќе нели добивме ветување, јас си кажувам за мене, зашто да не се кажеш реално што се случува таму. Останува на тоа дека е вршен мобинг врз доктор Јовев од страна на актуелниот директор, дека тоа што му се случувало во последната година време е некоректно, дека намерно сака да, но се што е поврзано со смртноста не споменува. Да не се креа паника. За да остане доследен и да работи работата согласно закон, што треба да направи Демири според вас? Да го презентира јавно, да го презентира извештајот. Прво бројките се многу битни. Мислам дека во извештајот има бројки, без разлика какви да се. Значи, мора бројките да ги каже во јавност. Луѓето мора да знаат што е проблемот со таа клиника. Со тоа ќе се крене паника, ќе се наруши имиџот на јавното здравство, ќе се натераат пациентите кон приватните болници. На таа опасност калкулира Демири сега? Или пак треба да повлече потек па да го разреши можеби актуелниот директор? Па да, мислам дека не му иде тоа во прилог во моментот да го разреши, затоа што ќе си оди. Кој ќе си оди? Министерот. Во секој случај ќе го разрешат и другиот, и директорот. Пошто доаѓа нова власт. Не сака да си отвара фронт, да си... да, мислам дека пред одење не сака, ја така го сваќам. Дека не сака да си отвара фронт, затоа што и он ја напушта министерската позиција, а со доаѓањето на новата власт ќе биде сменет и директор. Како кај нас што функционираат работите. По процедура на нештата, комисијата во која, како што рековте, членуваат двајца торакални хирурзи, експерти во својата работа. Докторот мој доктор, од мој термин, правник, има од сите области 7 луѓе. Во тој случај ќе биде нарушен нивниот кредибилитет. Па да, ама не ги знаат во јавност. Они тоа се што јас ги знам. Дали може тие да се одважат и да одржат пресконференција? Не. Зошто? Нема таков интерес. Не, познавајќи ги, мислам дека на нив им иде у прилог тоа да иде помир. Да стивне работата. Па да. Без разлика што работата си е стручњаци си ја вршат како што треба, сепак познавајќи ги, никогаш нема јавно да излезе. Во нормална земја каква што претендираме да биде, во јавното здравство како би функционирало ова? Кој би бил следен чекор? Денеска би бил презентиран извештајот на комисијата. Да, денес би бил презентиран извештајот, ќе се кажат реал и ќе биде разрешен директорот, без разлика што за 2, 3 или 1 месец нели ќе се формира влада, после тоа ќе почнат со смена на директорите. Реално според мене ако веќе има проблем, да, па они така се веде директор. Таму нема нормално директор, сите се веде директор. На клиники од 2006 од ВМРО кога дојде на власт, ниеден директор не, сега последните години им направи како менаџерски договори од 4 години, тоа мислам дека лани поланини. Другото мислам буквално цело време се веде директор.
вршители на должност. А законски е нели до 6 месеци. И сега, како тргна работиве во ваква насока, бидејќи до минатата година зборувавме за успеси на тимот на државната кардиохирургија, се сеќавам уште во екот на пандемијата, на големо на вистина една од ретките позитивни вести која доаѓаше од секторот здравство, за жал. Да, во 2020 беше беа успешните трансплантации. Да, тука беа хирурзи и од приватниот и од јавниот здравствен сектор. Тогаш беше професор Јовев, нели? Имаше и странци инволвирани внатре. За првите трансплантации потоа почнаа сами Јовев и неговиот тим да трансплантираат срца. Па мислам дека не се многу и луѓе стручни на клиниката. Мислам мал број има стручњаци на таа клиника, а и тие што се па очигледно не им дозволуваат да работат. Зошто не му дозволуваат на Јовев? Ако е сменет од директор, зошто не смее да оперира? Тоа не ми е јасно. Не, тоа ќе го прашаме директорот. Он не дава таков одговор, он единствено вика јас сум клеветен од претходниот директор. А реално он има некој проблем со него што не му дозволува да работи. Оти може сега разред, па личен, мислам дека е личен. Не знам која е причината, ама е личен. Без разлика, мислам, доктор Јовев е долги години кардиохирург. Мислам, нема споредба во нивната. Шукаровски е многу помлад. Не, логично е прашањето. Сменете од директор, зошто не смее да оперира? Бидејќи по струка е кардиохирург. Да, го прашав ја тоа. Шукаровски. Што вели? Шукаровски. Тоа е клеветење. Вие клеветите со прашањето или не? Не, дека тоа е клеветење од Јовев. Дека не му се дозволува. Факт. Оперира или не оперира? Зошто? Не му дозволува. Не му дозволува. Еве го врати на работа со декрет на министерот Демир. Пошто не ја послуша ни владината, второстепената владина комисија, го врати со декрет. Ама не му дозволува да оперира. Еве сега беше на службен пат до петокот. Мислам, он прегледува пациенти се, ама не му дозволува му ја зема канцеларијата. Значи, вака е, на клиниката е хаос. Сте биле скоро таму? Па да, пред 2 недели. Што велат вработените неофицијално како брифинг? Не зборат. А неофицијално? Па неофицијално, дека до мој термин немаат пристап. И тоа им е забрането. Која е причината, не знам. И едноставно се гледа дека луѓето се уплашени да комуницираат. Кому оди ова во прилог? Што е позадината на ова? Па на актуелниот директор очигледно му иде во прилог, ама која е позадината реално, зашто е тоа така, не знам. Фокус не истражува? Па истражува, ама тек во наредните броеви ќе излезе. А ќе има нешто? Ќе има, да. Ќе продолжиме темата. Мислам дека има уште полоши работи од ова. Што, например, може да навестите нешто? Во која насока? Па еве која е причината, нели, главно зашто е зголемена смртност. Кои се причините од клиниката? Тој сега дека е зголемена смртност. А вака не знаеме кои. Не, јас ги знам кои се од прилика, ама да до истражиме па. Оперира нестручен кадар или? Па и тоа е, да. Доста нестручен кадар. Мислам дека ние не ги користиме нашите стручњаци тука, мислам дека доаѓаат кадри од Србија кои се плаќаат и оперираат на клиниката. Не дека тие не се стручни, меѓу нашите тука во клиниката. Во меѓувреме буквално вака застрашувачки делуваат некои повици од странски хирурзи кои оперираат на приватните клиники дека во вакви услови каква што е државната кардиохирургија дури треба да се затвори. Дали го чувствате тоа? Па добро, да, ама на приватните, например, ова им иде во прилог. Само што во приказната... На приватните им оди во прилог и сосема се затвори државна кардиохирургија. Па да, ама ние сега, например, јас немам намера да ги оставам на работи приватните, така да во продолжение ќе видиме и за приватните. На кој начин и како, пошто они на сметка на државата добиваат исто пари за операции, за кардиохирургија. Систина има и за детска кардиохирургија, а Жан Митрев и мислам и за диот кардиоваскуларни заболувања, значи за нив има бројки, така да нема да остане само на државна кардиохирургија. Државна кардиохирургија не може да се затвори бидејќи е објект од стратешки интерес за државата, не е само. Да. Па добро, оние едва ја отворија во 2014-15, кога беше 2015, Тодоров мислам кога беше министер. Тогаш со под милион најави едва ја отвори во 2015, така да и тргна полека да се гради една успешна приказна. Па да, успешна приказна почна. Да. Имате ли бројки на пример на смртност или на операции пред да се случи ова со професор Јовев? Па реално во Институтот за јавно здравје од 2020 нема поднесено бројки. Меѓутоа тогаш професорот велеше дека редовно достава извештај. Па нема поднесено. До Институтот за јавно здравје од 2020 нема поднесено бројки за кардиохирургија. Тоа мислам јас зборев, се видов со луѓето од Институт за јавно здравје, тогаш немаат, ама дека е пониска смртност од сега е. Како кога не знаете како? Што се компарира ако нема извештај? Не, па јас имам од внатре од клиниката бројки од мој систем.
кои од прилика биле, ама не ќам да алудирам на тоа, нели споредба тогаш и сега да не испадне, еве се брани овој, па овој се напаѓа или не знам што. Значи мене ми беше главно поентата, јас немам ни доктор Јовев ми е нешто битен, ни Шокаровски. Работите да функционираат. Битна е државна кардиохирургија и пациентите да го добијат тоа за кое одат таму нормално. Да добијат добра здравствена услуга. Да не ги праќаат во странство или да плаќаат на приватно. Од тука зашто да плаќаат приватно, мислам. Сега ти имаш на сметка на фондот да речеме одреден број на операции. Ама многу пациенти што кидат таму мора приватно да платат затоа што таа бројка се троши брзо. Мислам не добиваат они кој знае колкави суми па сега еден куп пациенти да бидат оперирани. И од таа причина на луѓето сега, нели барем тоа им солесни, имаат државна кардиохирургија каде со одредена партиципација можат да бидат оперирани. Работата тргнува во 2015-та, се сеќавам тогаш, дадено му е на професор Јовев задача да го формира тој оддел на државна кардиохирургија. Клиниката нема своја зграда, сместена е прво на клиниката за кардиологија. Тргнува со млади лекари, со млад тим, полека, чекор по чекор, до 2020-та стасува првата трансплантација. Да, на отворено срце. Морам да кажам во една пригода, да споделам еден личен, ќе си дозволам малку да бидам индискретен, во една пригода со еден врвен торакален хирург, се сретнувам и со професор Јовев. И јас и професор Јовев стоиме, пристапува врвен торакален хирург и вели, од кај се знаете вие? И вика, Горане, не знам колку го познаваш професор Јовев, меѓутоа ние не знаеме што имаме, не го цениме воопшто. Ова е далеку пред разрешувањето, 2022 година, зборувам. И почна да го фали професорот Јовев, да кажува колку е признат и познат и во Швајцарија и таму и ваму, и потоа доаѓа 2023 јуни и се случува смената. Фатмир Меджити од Алијанса за албанците го разрешува. Зошто го разрешува? Па првично трагавте ли по причините? Па мислам дека постојат повеќе причини, политички ли се? Политички. Не е главно. Како се, впрочем, што во Македонија? Да, не е главно. Прво, доктор Јовев не е партиски човек. Значи не е СДСМовец, назначен е од Венко Филипчи за директор на клиниката. Очигледно во тој период нели и да сакале, немале партиски човек што може да ја управува таа клиника. Второ, кога го разрешуваат, првично неговиот коментар се отвара хибридната сала, тоа беше во времето на Беким Сали, ја правеа министер кога беше. Дека ги поканил Ковачевски и Фатмир Меджити, ама Фатмир Меджити сакал друг датум. Па тоа беше првичната изјава, па не мислам ни дека не ни беше тоа повод, туку така мислеше доктор Јовев во тој период. Тоа сакаше образложение. Он го даде како изјава за фокус, тогаш јас му се јавив и он кажа дека тоа е причината. После нели излезе све тука јавно дека тоа што му го прават не е коректно, пациенти го поддржа, лекари го поддржа, медицинскиот персонал на клиниката. Меѓутоа како поминуваше времето, он сваќа уствари дека причината не е таа. Дека причината е партиска, дека во позадина седат кумове, куми, ем се вработени кај него на клиниката, ем се блиски до актуелната владеачка гарнитура. Така да многу работи се измешани, али политички. Фатмир Меджити мислам дека е само не знам, како пијунче да ја донесе одлуката и да остане на таа одлука. А целата да биде разрешен, мислам дека е баш партиска, политичка. Од СДСМ? Па да. Добро, во меѓувреме се случува поделбата во Алијанса, да. Така и доаѓа Фатмир Меджити останува со Таравари во таборот и поради тоа што Алијанса на албанците, делот на Таравари ја напушта владината коалиција, оној дел од Алијанса на Села, кој останува со Села, го назначува Илир Демири. Илир Демири како министар, мислам, беше претходно доктор на инфективна клиника, инфектолог. Познат и признат, како инфектолог. Да, значи како инфектолог, еден од луѓето кои многу помогна во ковид пандемијата, добар стручњак. Меѓутоа човек што никош не излезе јавно да се промовира. Значи за разлика од тебе, да речем, актуелниот директор на инфективна клиника, седеше у позадина. После го назначија за директор на Тетовска клиничка болница, мислам дека болницата за тој период додека беше успеа доста да ја среди. Тоа беше како некоја, ние новинарите имавме некоја позитивна оценка за него што во старт со тоа што го направи во Тетово, кога веќе го постави. Али еве сега со ова не ми изненадува. Знам дека сигурно впечатокот кај новинарите што среда здравство. Па добро, имаше позитивна оценка дека некој директор вака успеал да среди за толку кратко време некоја болница. И баш кога го назначија за министер беше добро, значи човекот знае да менаџира.
Меѓутоа сега со ова не дека ме разочара, знам ја која е причината, дека нели сега пред да си оди неќе да се прави ова, неќе да испадне лично, еве јас сум против доктор Шокаровски, еве мене не ми е јасно, го назначија него. Но он е брат на екс-премиерот Харлампија Шокаровски од Охрид од ВМРО. Сега бил голем, да, што беше пратеникот на времето. Сега бил голем СДСМовец. Мене ништо не ми е јасно, значи никако е назначен. Шокаровски. Директорот или? Директор, па сега, да, он го назначува партијата. Претпоставам, кај нас е партиски, така да... сега после испаѓа дека он, јас се распршав. Дали во моментот нешто и двајцата имаат со ВМРО, настрана биле од партијата, се држат настрана. Мислам, не е ни битно тоа, ние ако кај нас назначуваме... Нели здравството е сектор, нели ние бараме, се зборуваме ние, новинарите, јавноста, бараме мериторност, бараме стручните луѓе на вистинско место. Значи, таму треба стручните луѓе да бидат, значи таму не треба партија да се гледа. Особено во државна кардиохирургија, каде што животот, ево прашање. Да. Ама кај нас секогаш се одредува, затоа им е чудно таму како настапија. Јовев баш беше непартиски човек. А Шокаровски од кај излезе пошто да... Зошто упропастуваме тоа што функционира? Еве до минатата година имаше нарушени односи на државна кардиохирургија? Па не. Па добро, тогаш беше Јовев, Шокаровски, он беше директор, не можеше да го прави тоа што сега му го прави. Ама веќе кога дојде над него, валда тоа што му тлеело со години, сега излезе на површина, очигледно е така. Пошто и самиот извештај министерот сам го кажува јавно тоа дека бил под страшен мобинг и дека не му се дозволува да оперира и дека овој некше ни да го врати. А мобингот и без разлика на смртноста не е доволна причина да биде повикан на одговорност директорот што врши мобинг врз така истакнат. Мислам дека неколку пати било разговарано со него, ама не го презема министерот тој потек. Која е причината не знам. А не го презема. А мислам дека е разговарано со него и дека баш има впечаток дека лошо е менаџер клиниката. И сега си вели министерот и така ќе биде сменет, не морам јас да го менам. Да. А може да го разреши одма, ама не сикам да нема да го преземам тој потик, он си го кажува тоа. Но така се замерува на некој начин со јавноста, со пациентите, со фамилиите на починатите пациенти. Па јас мислам. Си става товар дополнителен бидејќи станува на некој начин го покрива тоа што кај нас и секој чудо за 3 дена ќе стане пратеник и ќе заборава. Така кај нас функционира. Го оценивте како стручњак, ви сака да дефинитивно. Да ги направи работите како што треба. Мислам дека да има простор повеќе, да не се случува вака ситуацијата, мислам дека не би седел вака. Еве сега да не е во таа ситуација. Па не да му ги врзува, сега не знам дали му ги врзуваат, ама мислам дека да не иде за пратеник и да не доаѓа нова власт, да имаше простор да биде подолг период, може ќе го разрешеше. Ќе одите на прес денеска во 12? Па да. Што прашање ќе го поставите на министр? Дали е зголемена смртност и колку ви се бројките според извештај? Добро, освен оваа тема, Ирена Мулачка, позната и како една од тимот кој го истражуваше и ги откри, одамна ги откри, па потоа се инволвираше после толку време јавното обвинителство во случајот со пациентите на онкологија. До каде е тоа вака сега од оваа перспектива? Па сега бидејќи е некако подзаборавено и тоа. Па мислам дека се очекува кај да е крај на мај, почеток на јуни би требало да има нешто ново, тоа што знам. Тоа значи дали ќе се покрене обвинителен акт против осомничените во случајот. Ја сега се тројца лекари. Мислам повеќе се, меѓутоа валда некои ќе бидат како сведоци. Некои повеќе луѓе се инволвирани, повеќе. 15-20 луѓе се инволвирани од сестри до болничари, до доктори, директори. Така да мислам дека против тие 5 што во моментот се осомничени, тие ќе бидат ако веќе се покрене обвинителен акт против нив. Има шанси за јавно здравство? Сега во како што е во моментот? Да. Што очекувате сега од наредната влада? Па сега познавајќи ќе се врати Меджити или па сега јас искрено мислев дека Меджити ќе се врати, ама некој последниот период мислам дека Таравари. Па Таравари, се слушнав јас со него, уште размислува рече. Така да највеќе има шанси Таравари да се врати. Или да го врати Меджити, или меѓу нив двајцата еден ќе биде, ама мислам дека и он размислува да биде министер. Знаат. Еднаш ја пропушти шансата. Таравари важи за одличен невролог, нели? Да. Има капацитет да менаџира и да ги следи работите, да ги средува работите. Ако сака да. Работата е што ако пак почнеме политички пазари да тераме, ништо нема да направиме. Кај нас е тоа е и колку и да е добар он како стручњак, за џабе ако слуша некој друг. Вие продолжувате да истражувате што се случува на државна кардиохирургија. Продолжувам да и во приватните и во држава. Ајде, очекуваме нови информации. Ирена, благодарам многу за гостувањето во Утринската. Благодарам и на вас.